Почитувани, реформите во јавната администрација продолжуваат со мерки што обезбедуваат професионално управување и континуиран развој на административните капацитети. Со донесувањето на Законот за високи раководители, за прв пат се воспоставува единствен систем за избор на високите раководни позиции во државната администрација. Новиот модел предвидува јавен оглас, проверка на условите, рангирање и избор на најдобрите кандидати, со што високите позиции се поврзуваат со знаење, компетентност, професионално искуство и интегритет. Законот опфаќа државни секретари, директори и заменици директори во институциите каде што е предвидено, а воведува и механизми за следење на нивната работа и одговорност за резултатите. Дополнително, ограничувањето на вршителите на должност на 6 месеци и намалувањето на бројот на членови во управните одбори придонесуваат за поголема одговорност, стабилност, поефикасно користење на јавните средства. Во изминатиот период е воспоставена и Академија за јавна администрација, која ќе биде носител на обуките и професионалниот развој на административните службеници. А со модернизација на Центарот за обука, реализирани се обуки за повеќе од 1000 службеници и воспоставен е современ електронски систем за учење. Истовремено се унапредуваат информациониот систем за управување со човечки ресурси, инспекцијскиот систем, процесите за управување со квалитет, како и транспарентноста и учеството на јавноста преку партнерство за отворена власт. Паралелно се унапредени и процесот на проценка на влијание на регулативата преку поголема транспарентност, јавни консултации и подобро планирање на законските решенија. Почитувани, овие резултати се доказ дека реформите не се декларативни, туку носат конкретни промени кои создаваат поефикасни институции, подобри услуги за граѓаните и се поставаат темели за администрација во која континуираното учење и усовршување ќе бидат составен дел од кариерата.